Добро утро на сите. Сакаме да го споделиме ова еспресо со Драган, кој инаку наутро е задолжен за надворешната политика, претежно се разбира. И за пиење еспресо. И за пиење еспресо се разбира. Окей, Драган, што имаме денеска најинтересно? Полска, мислам дека... Полска, најтазе, и најинтересно по според како се одвива настаните во текот на ноќта, на изборната ноќ. Тука беше таква неизвестност, јас до сега немам видено ни едни избори. Значи, до последно имаше толку мала маргина на излезните анкети, две излезни анкети. Сега конечно е негде неполни 2%, така? Нема ни 2%, 50,8 спрема 49,2, нешто така. На еден и нешто пост. Да. Така беше цела ноќ, како има излезните анкети како што излагува маргините. Во водство беше Тржаковски. Исто со таа маргина негде 50,34 спрема 49,56 и негде во околу 11-12 тука имаше еден пресврт, тука веќе излезната анкета на Ипсос, каде што каде што победникот имаше? Да, каде што националистичкиот кандидат. Да, цивил медија да го отвориме, да го освежиш. Ако каде беше тоа по излезни анкети? Тоа е вчера. Тоа е вчера, чекај, извинувам те. Тоа е вчера уште. Каде? Најгоре? Не, ето го помниш. Ова, да. Навроцки. Значи тој победува. Тој победи. Готово. Вчера. Кажи ми кратко, што можеме да очекуваме од новиот претседател? Од новиот претседател протоколарна му е сепак и во Полска улогата, меѓутоа има голема улога како бидејќи може да стави вето на законите што не му се допаѓа, што ќе ги изгласа владата на Доналд Туск. И исто така голема улога има бидејќи е врховен комендант на армијата. Што има врска со Украина. Со Украина, да. Накратко можам да го речам, како да го пишеме, трампист. Значи не е за Русија, напротив, против Русија, меѓутоа не е не за... Добро, види, Трамп е за Русија. Да, трампист... Од тоа што го гледаме. Според тоа, не знам сега, според последно... Добро, почна да се нервира, да се менува сега, особено сега, после ќе се навратиме на вчерашната. Влад стоп! Па еве, значи, има неколку удари, вклучително и Маск, што последните случувања со Маск, со четботот на Маск, гроб што го негираше Холокаустот. Знаеме дека Трамп ги бркаше и ги оценеше визите на странски студенти зашто ги учествува во пропалестински протести кои ги нарекуваше антисемитски. Значи по антисемитско од ова не знам, дали ќе го избрка сега и Маск. Ова сега може да има и врска со Coalition of the Willing, коалицијата на спремните, на волните, која ја покрена сер Кир Стармер. Премиер, во кој првите 5 најголеми инвеститори во одбраната ја вклучуваат Полска, Велика Британија, Германија, Франција, Италија и Полска. Сега тоа може да има влијание. Навроцки не се противи на помошта на Украина за да се одбрани од Русија. Тој само вели дека нема да дозволи Украина да влезе во НАТО. Некои проруски наративи, протрамповски проруски наративи, меѓутоа барем во предизбориево не се противеше напротив, ја поддржува борбата на Украина. Добро, во секој случај јас и за нашата публика ќе најавам дека ќе разговарам со нашите пријатели во Вестминстерската алијанса за Украина, во која сме и ние кој основач, како и во
коалицијата, односно глобалната иницијатива Defending Democracy, одбрана на демократијата, каде што исто така сме основачи, односно коосновачи. Ќе прашам што мислат тие како ќе се развиваат во однос на E5, она неформална петорка од најголеми инвеститори во одбраната во составот на ЕУ, односно делот од кор групата од земји во алијансата, односно коалицијата на спремните што ја започна Стамер. Но да видиме што имаме друго. Имаме во Колорадо. Во Колорадо имаш еден жесток напад, терористички напад. За среќа без фатални жртви. Па за сега уште меѓуто има многу повредени и изгорени. Значи осумнина до сега. Идентификувано осумничениот од Египет е дојден 2022, визата му истекла 2023. Значи илегално е таму. И со молотови коктели и некоја самоделска направа за фрлање на молотови коктели, не ги нападнал фактички во паркот биле на прошетка проеврејски групи кои ги за поддршка на заложниците. За ослободување на заложниците. Значи не на инвазијата, туку на заложниците. За заложниците да се што може исто така да биде и протест кој не му оди во прилог ни на архитектот на војната во Газа, Бенјамин. Значи кој им фрло коктели, молотовите коктели, извикувал слободна Палестина, како што според извештаите од очевидци ја промашил темата, горе немал ни мајца, бил раскомотен, не знам. Дали бил под нешто, под некој дејство или е многу било топло, не знам како е. Во Колорадо сега. Сега би требало да е топло. Се раскомотил човекот, имал работа. Или може би поучено од еден тука палач што му се запал од леката кога палеше еден клуб бугарски, па си вика да не се запала. Да. Или пак поучено од оние на 27 април која влегува во до пола голи, да. Добро, во секој случај шегата настрана, ова е сериозен. Сериозен нападот е дефиниран како терористички чин. Сега да видиме дали е организирано или уопсе не има, знаат кој се меѓуто се дали Што има било денеска, дали кажеш на почетокот со ова еспресо додека до крај? Денеска има се уште најмногу има реакции на вчерашниот напад со дронови на украински напад, со шокантен напад со дронови. Со ова да отвориме, ова спектакуларен напад, Негде прочитав дека неколку пати не изненадија и продолжува да не изненадуваат украинците, како пред Киев за 48-72 часа па ги истера и Курск исто. Многу сериозни штети предизвика овој напад. Јас, како што прочитав, негде 34% од флотата на стратешки бомбардери ги уништила. Вау, каде се ова е навистина големо. Некој, дали BBC или CNN, не се сеќам од Савајда. Добро, зависи кои извори ги користат тие, да ги провериме. Во текот на денот сигурно ќе имаме повеќе прецизни бројки. 4 или 5 бази, истовремено нападнати, па со речиси истовремено. Вау. Плюс летаја. Ја го прашам сега господин Трамп, кој ги има картите? Кој ги има картите, да. Кога се картите? Го гледам ова на Ukraine News, ова по монтажа, Зеленски држи 5 аса во раката, треба да го пратиме на Дони Two Dolls. Да, и неговата сега има 5 аса се во ова. 5 аса. Да, би требало да има 4 устави. Да. Не си картажи. Вака, кога гледам вака една Украина, која нели со недоволна помош што не добива. Да, искратена после помош без
без пола Европа избори, без па ракети, тоа се без стише ракети и све. проективи со Так, дострел, без да, нуклеарна програма нема, нуклеарно оружје нема одамна им ги даде. Од 94 година го предаде нуклеарно И оружје кога- во замена за Една- безбедносни гаранции, меѓу кои подписници се САД и Русија. САД и Русија и Велика Британија. Да. И сега кога таа Украина успела вакви штети да им направи со дронови од неверојатно домашно производство, Да, како би изгледала војната меѓу Русија и НАТО? Да, имаат одлично производство на Да, дронови, имаат да, една нова сами. мислам, И да, да не не е нова забораваме- компанија, меѓутоа е многу Да, цело време има, разработена да. аероразвитка која произведува навистина со иновативна, со нова технологија извонредни дронови. И имат подршка во Балтичките земји, особено со Да, донации, тоа секако. И тоа да не заборавиме Меѓутоа, дека домашното производство е на толку високо ниво кренато, што мислам дека во блиска иднина Украина ќе излезе оружје. кога видиме дека Украина се спротивстава ваква како сама се спротивстава на Русија, всушност не се спротивстава само на Русија, Русија помогнат од Да, Иран, имена. од Северна Кореја Кина, и Кина. и посредно и Индија. Да, Економски, и добри има економски. и економски, има и доброволци многу од Африка, кога Да, што гледаме да, после. да. Таму каде што Вагнер им Вагнер рекрутира таму, да. рекрутираше, да. И за една така Украина кога успеа да им нанесе ваква штета, Така. Да, добро, да затвориме овде, јас речи си го доправ. Па да. еспресото. ќе треба втора да. Да не правиме некоја посебна најава, но ја Главните и теми Драган за денес. рековме дека наутро, не баш секој ден се, немојте да не држите за збор, но ќе се појавуваме почесто во наредниот период. И сега тука, чекај да го приближам ова, како кажа ти, она само изработене, ова, значи ние самоделски тоа го правиме. Своерачно. Овде, своерачно. Океј, малку ни помогна Блевина. Да. Да се разбереме. Океј, чао, имајте убав ден и убава работна недела. Чао.